Во срцето на Скопје постои мало детско катче во кое 85 дечиња секојдневно добиваат неопходна помош. Центарот за реедукација, рехабилитација и симулација на ран развој, Даскал АБВ, го посетуваат дечиња на разни возрасти, што се соочуваат со пречки и потешкоти во развојот. Приказната на основачот Драган Даскаловски започнала пред 10 години, како дипломиран дефектолог. Одлучил да се занимава токму со она што најмногу го сака и најдобро го знае. Сам го основал центарот како благородна идеја за едукација на деца кои имаат потешкоти. Само по себе се наметна идејата и потребата да работам ова, затоа што и на студии и во пракса желбата за работа со овие деца се повеќе се зголемуваше. Колку повеќе искуства се стекнува, толку повеќе се навлекувате на тоа и сакате што повеќе да постигнете, затоа што мислам дека ова е единствената работа во која што немате лимит и граница и цели кои што треба да ги достигнете или што ги достигнете да завршувате со работа. Прва со која се сретнавме во училиштето е позната пејачка Ребека Јанковска-Ристовска. Но речиси да не разговаравме за незината кариера. Во фокусот на незиното постоење сега е некој кој го исполнува секојдневието. Незиното синче Маркија е првото дете со кое Даскал ја стартувал својата работа. Маркјан беше првото дете кое што почна работи со него и после толку искуства различни со други дефектолози, логопеди, свативме дека тоа е најдоброто решение. После еве толку години, ова прерасна навистина во еден прекрасен центар кој што мислам дека е исклучително важен. Неговото постоење е многу важно затоа што не многу имаме центри во Македонија, во Скопје можеби повеќе, во Македонија се многу малце и секогаш треба нешто плюс за овие дечиња затоа што работата со децата со попреченост е навистина многу важна, уште од најрана возраст, значи рана детекција, рана интервенција, да се реагира на време, затоа што навистина има огромни резултати ако се фати работата со време. Јасмина Мицевска е мајка на 9-годишната Калина. За состојбата на собственото дете дознала на 2,5 годишна возраст, пошто шокот бил голем, но морало да се продолжи понатаму. Првично кога дознале за постоењето на еден ваков центар биле скептици, особено поради младоста на основачот со кој требало да работи Калина. Почнале со помалку часови, но како се подобрувала состојбата и се гледала насмевката на лицето на Калина, така се зголемувале и сатите поминати тука. Колку е доволно. Почнавме со 2 часа за да сватиме дека тоа не е ништо, па зголемивме на 3, на 4, па на секој ден, да денеска ја носам Калина секој ден по 3 часа. Кога разговарам со други луѓе, мислат дека тоа е многу, значи има поделени мислења, колку е многу, што е малку, што е многу, колку е доволно. Така да јас верувам дека додека се помали децата, колку повеќе вложиме во нив, резултатот ќе биде подобар. Напредокот кај детето почна да се гледа од самиот почеток, кога би ја знаеле Калина пред 6 години и оваа Калина сега, ќе ви стане јасно, нели, за успехот кој што заеднички го имаме постигнато. Тимот на центарот Даскал АБВ брои 10 логопеди, дефектолози и психолози. Третманите се индивидуални, пристапот е за секој дете посебен, но поради проблемите кои ги имаат овие деца, сепак се воведуваат и нови методи, како што се групна терапија на 2 до 3 деца, со слични способности и интереси. Со овој пристап тимот верува дека ќе постигне поголеми резултати за полесна меѓусебна комуникација, но и социјализација на дечињата. Дел од децата посетуваат интензивен третман, со кој тука поминуваат од 5 до 8 часови дневно, во зависност од можностите. Се работи по добро структурирана програма која ги опфаќа сите области од развојот, а кај голем дел од децата она што се очекувало и се постигнало. Вработените велат дека токму во ова центарот е специфичен и препознатлив. Работата со децата во нашиот центар училница Даскаловски не е ограничена во однос на видот и степенот на попреченост кај децата, туку нашата работа се заснова пред се на поттикнување и развивање на одредени области кај децата, како што се моторика, говор, когниција, однесување, самостојност, внимание, секојдневни вештини. Во центарот училница Даскаловски работиме со различен вид на дечиња со потешкоти. Тука би ги вбројала дечиња со аутистичен спектар на нарушувања, деца со церебрална парализа, понатаму опфаќаме и деца со говорно-јазични проблеми, деца кои што имаат
потешкоти во читање, во пишување, како и потешкоти во совладување на наставниот материјал, а исто така имаме и дечиња со комбинирани пречки. Ние изработуваме индивидуални образовни програми во зависност од видот и од степенот на секое дете, со адаптирани средства, адаптирани материјали и инструменти. Индивидуално пристапуваме кон секое дете и секојдневно се обидуваме да им овозможиме на децата поголем развој на нивните говорни, сознајни, социјални, психофизички способности. Секое дете за нас представува огромен предизвик и заедно исто како и децата и ние секој ден растиме и учиме. Различноста е таа што не прави специфични. А секако, тука е љубовта спрема децата, спрема работата, вниманието, трудот, посветеноста, а морам да напоменам упорноста е главниот момент и не откажувањето. Затоа што за да постигнеме нешто мораме да сме упорни и да веруваме дека тоа ќе биде така. И родителите и учителите замислуваат општество во кое сите деца се еднакви. На сите деца им е овозможено да го реализираат својот интерес и талент и се вклучиле во општествените редови како и сите останати. Но за жал се уште владее мислењето дека децата со пречки во развојот се терет на државата и општеството. Тие често се стигматизирани и отфрлени. Стигмата и стереотипите најчесто се јавуваат заради тоа што нема доволно информации, изолираност, заблуди, како и немањето на контакт со овие лица. Надминувањето на стигмата и стереотипите најпрво се јавува со подигнување на јавната свест, вклучување на овие лица во училиште, на работа, на улица, среќавање во ресторани и слично. Исто така и вклучување во секојдневни активности и активности во средината од страна на родителите. Па ако го земеме во предвид минатото и минатото на нашето општество, ќе видиме дека инклузијата не беше табу тема. Денешницата, односно сегашноста, ни укажува на многу подобрување во тој процес. Лицата со посебни потреби се подобрија во однос на прифаќањето од општеството. Борбата на родителите е секојдневна. Парите кои ги одвојува државата за семејствата кои имаат дете на кое му е потребна помош се минимални. Уште потешко е тоа што ретки се државните институции кои пружаат ваков тип на помош за овие деца. Државата години наназад само дава 2 пати неделно, значи тоа е платено од државата, одење на логопед и дефектолог, 2 пати неделно, што е сосема малце по 45 минути. Навистина тоа е многу малку и сметам дека државата можеби треба да партиципира, а дали тоа би одело преку плави картони, не знам, преку министерство, некој начин, некој модус треба да се најде за да овие дечиња добијат повеќе часови работа. Значи секој ден да се работи со нив, а не само 2 пати неделно, затоа што тоа е навистина малку и тоа се коси со сите стандарди светски за работа со деца со аутистичен спектар. Сме биле до сега во Центарот за слух и говор во Скопје, сме посетувале таму логопед. Тоа беше исто 2 пати неделно третман од половина час. Сме посетувале и неколку пати сме били во Центарот за ментално здравје Симпо, меѓутоа освен тие 2 институции јас не знам дали има други институции кои што се занимаваат со нашиве деца, дали се тие доволни, не се доволни. Мислам дека бројот на децата со атипичен развој е, да кажеме, многу голем, а дека државата нема капацитет за да ги обслужи сите тие и да им помогне на сите тие деца. Даскаловски решението на овој проблем го гледа во јавно-приватно партнерство, преку кое ќе им се помогне и на родителите, и на приватните центри. Во светски рамки, ови приватни провајдери, како нашиот центар, прават еден склоп на јавно-приватно партнерство и целта на тие партнерства е да се помогне на семејство. До сега, за жал, немаме никаква соработка. Меѓутоа, освен центрите приватно меѓу себе, меѓутоа мислам дека сме на добар пат и дека наскоро ќе се систематизираат потребите на родителите и ќе обезбедиме што подобри услови. 85 деца, 85 различни приказни за нив, секој со своји потреби, предизвици и детски желби. Родителските грижи и желби пак се сериозни и искрени.
Нивните деца да растат и се едуцираат во нормални услови. За оние кои секојдневно работат со децата пак, успехот се мери во должината на детската насмевка. И нас не испратија со песна и насмевка, и со блескав сјај во очињата. Новите предизвици да ги совладаат вештините на живеењето се пред овие 85 главчиња. 10 темини учители се подготвени да помогнат во реализацијата на заедничките желби.